Ги слушав дискусиите на моите колеги и навистина не можам да се начудам на нивната реакција моментално. Се запали во светлото на совеста дека воздухот е загаден, па решиле сите заедно да го решиме проблемот. Мислам дека се запали светлото на локални избори, на кои знаете дека најгорлив проблем е загадувањето во Битола и на кои, доколку не мрднете со ништо во овие 5 месеци, и онака ви се изгубени, но ако не мрднете, нема да имате никаква шанса. Жално е што денес од оваа говорница ни кажувате дека сите заедно сме посилни, сите заедно ќе бидеме пострекни, а во изминатиот период со дрва и камења хрлавте врз сите нас кои на било каков начин ќе посочевме дека воздухот во Битола е загаден. Слушнав дека ние требало убаво да се договориме и да направиме нешто. Ние многу убаво се договоривме во 2013 година и донесовме програма која требаше да се спроведи за заготвувањето во општина Битола. Не е точно дека сме реагирале само кога има покачување на честичките. Јас лично како советник од оваа говорница на 2 пати имам побарано извештај. До ден денес не го имам добиен. Не е точно дека ние се делиме на вие и ние. Ќе ве подсетам, иако навистина сакав некои од овие работи да ги заборавам и никогаш да не ги повторувам од овде, меѓутоа денес премногу ме го знемиривте со вашите настапи. Дали, колеги, се сеќавате во 2013 година, кога ние, луѓе живи, од крв и месо, со маски излеговме на улица и од вашите редови бевме наречени дека сме животни и суштества, кои не истренирале за да протестираме за воздухот. Се сеќавате? Ако не се сеќавате, јас се сеќавам. Дали се сеќавате на изјавата на вашиот ценет и сакан градоначалник? Ќе ви го цитирам ако не го имате слушнато. Ние не можеме ништо против Божите сили. Како воздух создадовте, таков ќе дишете. Не ќе дишеме, туку ќе дишете. Кој во овие реченици се двои на вие и ние? Дали се сеќавате дека од оваа говорница, кога се кажуваше дека има заболени луѓе во Битола, велевте дека шириме страх? Како сега наеднаш се што сме кажале е точно? Како сега наеднаш велите дека по неколку денови се покачиле мерните станици? Не е точно. Според закон се дозволени 35 дена годишно да бидат покачени. Дали ја имате видено статистиката? Од 2006 до 2011 се надминати 80 до 180 дена. Од 2012 до 2015 немаме податоци, бидејќи нели мерните единици не работеа. А од 2015 до денес, дали знаете дека поминува над 100 дена во просек? Почитувани колеги, јас во ниеден момент нема да се сложам со вас дека вие цело време сте работеле со нас заедно и дека цело време сте сакале нешто да направите за овој град. Не е точно. И ако вас тука не ви се запали сијалицата на изјавата на представникот од општината, кога јасно и гласно на јавна трибина кажа ќе умреме, ќе испоцркаме. Тоа не го кажа ниту јас, ниту некој советник од опозиција, ниту некој лидер на партија, ниту некој кој сака да го турни ДПМН. Го кажа човек кој е задолжен да ја води оваа служба. Затоа ќе ве молам, популизмот за локални избори да си го чувате за програмите, а мене лично ниту сте успеале, ниту ќе успеете да ми покажете дека сакате нешто да направите.
И уште една работа. Во изминатиот период во Битола имаше безброј протести за загадување на воздухот. Јас ниту еден од вас не видов ниту да го поддржи вербално, ниту да дојде да присуствува на тој протест. Едно ќе кажам дека вие заедно со Талески се служувавте и се смеевте кога тој изјави: модерно било да се протестира. Епа сега бидете модерни заедно со него. Ви благодарам.